Среда, 29 март, кратки вести во 12 часот. За 10 дена на електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија треба да се најде законот за старото градско јадро во Охрид, изјави министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во врска со извештајот за состојбата на природното и културното наследство на Охридскиот регион, кој Министерството за култура го достави до УНЕСКО. Драгана Велковска од граѓанската иницијатива Охрид СОС потсети на многу реални проблеми како студенчишкото блато, хотелот во Лагадин и други и потенцираше дека за жал се менуваат само фигурите, а всушност ништо не се менува. Според Каја Шукова, министерка за животна средина, не е вистина дека не е ништо направено. Мора да се има во предвид дека има многу активности кои треба да се спроведат, меѓу кои и Охридското езеро. Овие постапки бараат етапи во спроведувањето и чинители кои се вклучуваат во системот. Како министерство не сме стручен орган и се базираме на ставовите и анализите на експертите и здруженијата на граѓани, истакна Шукова. Комисијата за употреба на имиња на личности даде негативно мислење за употребата на името Цар Борис III во називот на Здруженијето за афирмација на културните вредности на македонските бугари Цар Борис III во Охрид. Министерот за правда сега треба да донесе решение по претходно добиеното негативно мислење. Ова име предизвикува тензии и нетолеранција во македонското општество и тој е одговорен за злосторствата извршени за време на бугарската окупација на Македонија во Втората светска војна, при што се ликвидирани стотици граѓани. Се потенцира и соработката и сојузништвото на Цар Борис III со Третиот рајх и нагласена антисемитска политика кои се најдиректно одговорни и за депортација на илјадници евреи од Македонија во логорот на смртта Треблинка, се наведува во соопштението. Случајот Градиште како масовен случај на барања за постапки за денационализација на 36 семејства од Пештани, чии што имот е одземен од нивните предци во 1957 година, се најде во последниот извештај за состојбите со заштита на човековите права во Македонија на американскиот State Department, информира охридјанката Андријана Башовска, собственик на имот во овој дел на градот. Револтот на барателите на имот во процес на денационализација е последица на децениските неспроведувања на судските пресуди на добиените судски процеси во управниот суд, кои се задолжителни и извршни. Непочитување и неспроведување на законот за денационализација од страна на Комисијата за денационализација, како и најбрутално кршење на уставот и законите, а со тоа и на човековите права. Времето денес сончево со умерена облачност, максималната температура во Охрид до 9 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.